Научници и професори од околу 40 на земји во светот се учесници на првата научна конференција посветена на општествените промени во светот, што ја организира Правниот факултет на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Тоа е признание за високошколската установа, која за релативно краток период од своето постоење успеа да концентрира знаење и искуство за да се зафати со барање решенија за теми кои имаат пошироко значење од доменот во кој работи. Добивме 125 трудови од 52 универзитети, имаме тројазичност на панелите, така да темата која што е општествените промени во глобалниот свет се разгледува интердисциплинарно, кое што како пристап е современ пристап и затоа имаме панели кои се однесуваат на економско обработување на материјата, правно, политиколошко, комуниколошко и образовно. И исто така мене ми е задоволство што ќе имаме можност да ја подобриме или пак да воспоставиме нова соработка со наши партнерски факултети, односно универзитети. На отворањето на конференцијата дојдоа и поголем број гости од научните институции во државата, меѓу кои и председателот на Македонската академија на науките и уметностите Владо Камбовски. Периодот на транзиција според мене е завршен. Поставени се основните темели на новото општество. Плуралистичко, демократско, владење на правото, правна држава. Сега треба да се размислува понатаму за иновативно, инклузивно општество, за интегрирано општество, за рефлексивно општество. Тоа е еден нов концепт кој од сите овие општества во транзиција го нуди, така да речем, го отвара Европската Унија, особено базичната програма Хоризонт 2020, каде што се поставени некои глобални ориентири за развојот на европските општества во целина. Сите учесници на првата научна конференција упатија честитки за смелоста на вработените на Правниот факултет да се зафатат со организација на ваков голем настан, што само ги отвора вратите за понатамошна соработка со сличните образовни институции од Европа и светот. Конференцијата продолжува и в петок со повеќе научни теми, меѓу кои миграционите процеси и глобализацијата, етничкиот идентитет во услови на глобализација со посебен осврт на македонскиот случај, како и за семејството и семејните вредности во глобалниот свет.